Македонската ракометна репрезентација 8 пат ќе настапува на едно големо светско првенство, а еден од најзаслужните за победата и за овој настап е Филип Талевски, денеска мое друштво без маска. Филип, здраво! Здраво, здраво. Многу си висок. Што да правам, планинско дете. Светско првенство не може да помине без Македонија. Дали успеа малце да ги сумираш впечатоците, дали спласне еуфоријата? Па да, можам да кажам дека веќе е се готово и со прослава и со радост. Не сме нови таму, меѓутоа по потежок пат за прв пат одиме после 7 години, не само со еден бараж, него со 2 баражи каде што ги имавме селекцијата. Не бевте директно. Директно, да. Имавме 2 баражи со селекцијата на Романија, каде што имаат еден и играат добар ракомет, имаат еден перфектен тренер. Потоа селекцијата на Чешка, каде што исто имаат еден перфектен тренер и добра селекција, каде што на последното европско првенство имаат добар резултат. Меѓутоа се изборивме со сето тоа и покажавме дека Македонија заслужува да биде константно на тие големи натпреварувања. Прв пат после долго време настапивте пред полна сала со многу публика, 7000 луѓе мислам дека беа дека ве гледа, имаше еуфорија. Како беше конечно после толку време да излезете на терен и да ги слушнете сите оние навивања? Сега сеќавам кога ќе ми текне атмосферата. Стварно после долг период таква атмосфера не сме имале и знаеме каква е атмосферата во Борис Трајковски, сме играле пред таква публика, меѓутоа како да заборавивме ради короната и сега стварно кога видовме уште на загревање дека салата беше повеќе од пола полна, кај нас беше поголем притисок од неголи на страна на Чешка, поради тоа што да не ја разочараме таа публика што дојде да ни дадат поддршка. Сите однапред некако знаеа дека Филип Миркуловски ќе си оди. Најавено беше дека можеби тоа ќе биде последен натпревар на Лазаров, ама на крај некако столи изненади кога кажа дека си заминува од репрезентацијата. Знаевте дека си оди или беше буквално изненадување за сите? Па искрено разговаравме ние со него и знаевме дека сака да си оди, да ја заврши репрезентативната кариера, меѓутоа мислевме дека ќе дочекаме и дали можеби на првенство ќе настапува. Не очекувавме дека после оваа утакмица ќе окаже тој завршен збор. Меѓутоа, треба да му сме благодарни, пошто он, Миркуловски, Кире, не знаеме дали ќе игра на тоа светско првенство, меѓутоа... Да, беше малку нејасен во изјавата после... Па да, можеби уште имаше во него емоции, уште адреналинот работеше и мислам дека во едни интервјуа ќе очекуваме да се изјасни он, меѓутоа треба да сме благодарни на нив, пошто ни оставаат еден чист пат, каде што ние само треба да продолжиме. Јас во најавата кажав дека ти си еден од најзаслужните за победата овој пат за влезот на Македонија на светско првенство заедно со Филип Кузмановски. Вие па од друга страна некако цело време сте мета на критики. Дали овој пат конечно прочита добри коментари за себе? Па, искрено да кажам, си дадов една задача и ќе се држам до таа задача да не читам воопшто дали било добро или лошо. Од социјалните мрежи имам само Инстаграм, Фејсбукот веќе ми е избришан и не сакам да се бавам со тие работи, но ставно сум фокусиран на својата работа и од кога го сменив тој чип, мислам дека е подобро за мене, пошто ние сме, како да кажам, за лошо одма првија, за добро треба малце подолг период. Луѓето некако тебе како да ти ги памтат повеќе грешките отколку успесите што си ги направил. Ти дури имаше една изјава дека си најверојатно најомразениот ракометар во Македонија. Уште ли го мислиш истото? Па добро, знаете се менува, меѓутоа треба да знаеме дека ако се одигра некој лош натпревар дека пак ќе ги добијаме тие критики. Дали некогаш ти се случило во афект да одговориш на истиот начин на лоша порака на која што ти пишале? Дали некогаш си му вратил на некого? Јас не, никогаш и нема да она, меѓутоа од фамилијата знаеле да искоментираат на некој пост. И јас одма сум реагирал да се избриши, пошто... Си им забранил, значи да. И од тогаш им кажано дека никој воопшто во фамилијата и да прочитаат и да ги заболи, не сакам да одговарат на такви коментари. Имаше една ситуација после ова првенство каде што сакав да вратам и да одговорам и да се сретнам со таа личност, меѓутоа после со ладна глава реков нема потреба, нема вредност тоа. Ние малку подоцна ќе поразговараме за семејството, јас ќе те прашаме за сопругата и за ќерката, меѓутоа тука со нас е и твојот соиграч од репрезентацијата и од Вардар Марко Мишевски. Да, па да поразговараме и со него заедно, малку да ни открие неколку работи за тебе. Може.
Марко, добре дојде, фала што одвои време, ете малку да ни кажеш и некои приватни муабети за Филип, што може би не ги знаеме. Добро ја најдов и фала на поканата. Добро, двајцата сте многу високи. Колку сте високи? Многу. 1,99 м. Да, затоа викам ајде да седнеме, пошто јас се осеќав многу ниско покрај вас. А на висинава кој број пати ќе одат? Ја 48. 47. Добре, лесно се наоѓаат. Па не баш. Научени сме да ве гледаме во спортска варијанта, цело време нели на терен во дрес. Меѓутоа, дали некогаш знаете да се облечете класично некој костум да ставите на вас? Па не знам, јас ретко ептем за некоја прилика посебна. Иначе вака поише сум спортски. И јас за костум на свадба сум ставил. И за тие работи мислам дека треба ние по мерка да одиме. Двајцата сте деца на металург, ама во моментов сте во Вардар. Дали во некој момент игравте заедно, дали се најдовте заедно во металург пред да дојдете тука? Па не, јас сум доста помал од Филип, 4 години и почнав во пионерската екипа на металург. Он веќе беше Младинци, така. младенци, да. Така да неколку чекори пред мен. Колку добро се познавате приватно? Па доста добро. Сега од кога дојдовам во Вардар, се зближивме повеќе, претходно и преку репрезентација да се познававме, но сега од кога заедно сме во Вардар, Да не сте и цимери случајно кога одите на патување? Цимер имаше Мартин Томовски, му беше него, ама јас му го земав. Каков е Филип приватно? Дали е ваков мирен како што е сега на интервјуто или во друго издание го гледате? па не е баш толку мирен. Знае и да се опушти, знае и да се забавува, што е добра карактеристика негова. Дружелюбив е. Се дружите надвор од терените, надвор од ракометот? Да, Постојано. постојано, да. Јас, он и Томовски можам да кажам сме како петок, сабот и недела заедно. Кога последен пат сте излегле, не знам, во дискотека, во кафеа на некаде? Завчера пред после такмица. После утакмицата, да. Добро, тоа беше, нели, сите отидовте да прославите, меѓутоа претходно вака сами? Па не знам. Па пред репрезентација имаше пред така, меѓутоа избегуваме дискотеки. Стварно знаеме што се случува по Скопје и какви работи има по ноќните клубови. Реално после неколку ситуации еве сега што се случи овој немил настан. Колку тоа влијаеше на вас? Па Доста да кажам. доста, искрено. Сигурно. Се Не само на нас. се познававте со Денис? Па Вака од ракометен свет, да, терен. лично не сме се дружеле надвор од терените, меѓутоа од ракометен и на терен свет се познававме и стварно добар дечко. Добро, како изгледаат двете минути кога ќе ви избрка судијата надвор? Дали се тоа најтешките 2 минути во надпреварот? Па тешко е ако знаеш дека си ги добил, а немало причина. Тоа може е потешко. А ако си ги добил со причина, Ако е со причина, тогаш окей. Знаеш дека си го удрил противникот и го заболело и па си добил 2 минути. А вака некогаш се случува малце ќе повлече за дрес и судијата некогаш се доста ригорозни и ќе ти случат за тоа и едноставно си викаш ништо не му направив, само малце го повлеков и ти Добро, дава 2 супкаш во минути. место, чекаш да поминат, се нервираш? да, Па да. дефинитивно. Чекаш да завршат тие 2 минути, некогаш и вечно траат. Нашите коментатори често знаат да кажат судиите судат против Македонија. Дали еве додека сте на терен, додека трае утакмицата, некогаш имате такво чувство? Или тоа ние од страна што го гледаме, па не изгледа така дека не се фер? Па искрено од надвор се гледа повеќе, се гледаат повеќе тие работи, меѓутоа на терен ние го чувствуваме поинаку. Стварно кога ќе направиш некоја добра акција, пример се случува за нас шутираш, имаш контакт и судијата не го санкционира со фаул, промашуваш или голман брани. А има ситуација, играш перфектна одбрана, не знам, 1 минута и доаѓа истата ситуација кај нас и противникот шутира и ти му правиш некој мал контакт. Стварно, само да му направиш дисбаланс и онако промаш или од голманот му одбранува и он го враќа назад. Добро, дали е вистина дека ракометот е буквално најгрубиот спорт што постои? Дека се штипете цело време, го излегуваш после утакмици цел си во модрици? Малце средена, ама има Поминало модрици Од кога? сегде. Од репрезентација.
веќе телото ни е научено и кога ќе добиеме удар, некојаш знае да излезе модринка, некојаш не. Јас сега сакам да го прашам неколку прашања Марко. Ајде. Колку е важна всушност висината, односно тежината за позицијата која што ќе играш во некој клуб? Па, видете, за одбрана е важна, многу, висината и тежината особено, но за нападот не би рекол, затоа што има доста играчи, еве и кај нас во клуб и во доста европски клубови, има играчи многу пониски, Играат напад? многу квалитетни, да, играат напад и можат лесно да се сносат со високите играчи. Особено и за нас, повисоките е потешко да браниш некој понизок играч, отколку Ќе твоја ти висина. избега од подрака Да. некако. Добро, а за позиција пикер, многу е битно да си крупен или може и некој слабичок да се провлече? Може и да е слабичок, да, ама разликата е дали е доволно спремен физички или не. Кажи ми, дали ти се потешки тренинзите што ги имаш со репрезентација или со Вардар? Со репрезентација малце многу набиена агендата и во една недела треба да направиме и тренинзи, да се спремиме за така во овој случај имавме 2 утакмици за Една недела, за колку? За 6 5 дена? дена, да. И малце е тоа проблем, но не знам, не би одвил нешто. Тука си Кој бара повеќе, Лазаров или тренерот во клубот? Кажи. Тешко прашање. Ама би кажал дека и двајцата сакаат работа, сакаат дисциплина, сакаат да се работи на тактиката повеќе. Сега нормално физичкиот дел се работи пред почнување сезоната и во зимскиот период. Гледајќи ги последните 2 утакмици, имав некоја чувство дека Лазаров многу повеќе те пушта во игра него предходно. Дали ти даде некој совет еден на еден да ти каже што треба да правиш кога ќе излезеш на терен? Па да, има тие кратки совети, мали детали околу кој како напаѓа, која му е најдобра страна, која му е најдобра финта, какви потези прави. Нормално дека ти кажува совети пред утакмица и за време на утакмицата. Ве трга сите на страна и со секого по-отделно разговара? Да, или? знае да го прави. Ти почна на Металург, сега си во Вардар. Кога би можел да бираш? Во кој следен клуб би сакал да играш? Па еве го продолжив договорот со Вардар на 2 години и сега за сега не размислувам на тоа, затоа што сум тука ми убаво, затоа и го продолжив договорот. Ништо јас те посакувам тогаш среќа со Вардар до година нели во Лигата на шампионите и на светското првенство што ќе биде. А ние одиме да го најдеме Филип и да го продолжиме муабетот со него. Ајде. Значи, дојдовме во собликувалната кај што буквално се почнува и се завршува. Како изгледаат моментите кога ќе дојдете во собликувална пред надпревар? Пред утакмица е многу опуштено, пошто веќе сме подготвени за надпреварот и излагаме на терен со една мисла, тоа е само победа. Сите ги видовме видеата од прославата после победата на Чешки и влезот на светско првенство. Дали е секогаш толку еуфорично кога ќе победите во собликувалната? Па добро, толку еуфорично можам да кажам со репрезентација беше, пошто направивме голем успех, точно се квалификувавме на големо надпреварување и го продолжиме континуитетот. Меѓутоа, ако е тоа после тука во Вардар и константно се победува, стварно славиме, меѓутоа не во таа мера. Добре, кој тој прв не е битно дали во клуб, дали во репрезентација, што секогаш ги потегнува тие работи, ајде да почнете да славите, да се радувате. Има ли некој што прв почнува да пее, да игра, да скока? Сите се среќни кога ќе се победи. Че не може да се издвои еден играч, меѓутоа ајде да кажам во Вардар тука е капитенот Стојанче Стоилов, Мартин Томовски го знае тоа да го направи да подигне атмосферата. Така да најчесто во Вардар тука македонците ја правиме таа некоја позитивна атмосфера. Добро, Мерко, има некој намќор што е па секогаш што се двојна страна и некако не му се слави, не му се скока? Па нема кога славиме, сите славиме. Малце ни е проблем со кубанецот. Не се разбираме малце, нема таа енергија, затоа што не го разбира ни англискиот ни македонскиот јазик, ама пак знае и он да прослави да биде забавен. Има
една убава страна кај него, што да има бариера во јазиците, меѓутоа е константно насмеан. Значи ти да речем ајде не е убаво, меѓутоа да се искараш со него, он пак ќе биде насмеан, не те разбира, не знае што му некој цело време е насмеан и тоа е една добра особина. Јас ќе ве оставам да се преоблечете и ајде, да одиме на кафе тогаш и ние. Може за кафе, спортистите секој се расположени. Израснат си во Крушево, ама одамна сте преселени во Скопје. Ти фали ли, одиш ли често таму? Па искрено не одам често, дека ми фали, дека често го спомнувам, тоа е точно, меѓутоа колку што ми овозможува времето да искористам, да се качам горе, да ги видам бабите, фамилијата и да ми направат нешто што ми правеле како дете. Тоа најчесто е пита и Ми се најавуваш пред да одиш и да им кажеш спремете нешто. Спремете, доаѓам, пример. И тоа најчесто е одам са бајле, се гледам со сите, пијам едно кафе и вечерта се враќам. Крушево е познато по крушевскиот локум. Ако знаат другарите од тука дека одиш таму, ти порачуваат да им донесеш? Па не само другарите, него и колеги, и некои луѓе што не познаваат, што знаат дека